Предлог законот за спорт, кој што пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата го поднесе до Собранието на Република Македонија, со кој што се бара враќање на старите законски решенија, кои што беа позитивно прифатени од спортската јавност и дава одлични резултати, е повеќе од неопходно. Постоечкото законско решение, кое го донесе владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, продолжува да прави проблеми на спортските федерации и спортистите. А дополнителен проблем е и новата ситуација која што се појави во парламентарното мнозинство помеѓу СДСМ и ДУИ со законот за данок на добивка, во кој измените се однесуваат токму за вредноста на ваучерите кои се доделуваат на спортските субјекти од страна на Агенцијата за млади и спорт, а преку кој се врши донирање на финансиски средства од страна на правните лица во спортските субјекти и се користи даночното ослободување. Имено, коалициониот партнер СДСМ, ДУИ, побара симнување на оваа точка од дневен ред, што предизвика еден вид на блокада на носењето на овој закон. Спортските федерации и спортистите реагираат со право и бараат политичките пазарјања да се тргнат настрана од спортот. Иако според нас се работи за проблем кој што СДСМ и ДУИ треба како коалициони партнери да го решат, ние сметаме дека сепак овој постоен закон ќе продолжи да нанесува штета на спортските клубови, посебно на оние кои што се надпреваруваат во помал ранг и не можат да успеат да ги исполнат критериумите кои што ги постави Агенцијата за млади и спорт, за да добијат право на ваучер, односно на финансиски средства кои што им се повеќе од потребни. Реализацијата на ваучер системот мора да се напомене дека во моментот не е многу практичен, од причина што најголем дел од спортските клубови кои се надпреваруваат во втората, односно третата лига и останатите младински лиги во националните правенства се одземени од негово користење и не се во можност понатаму да функционираат и да се надпреваруваат. Од друга страна пак, спортските клубови кои што го имат ваучерот од страна на Агенцијата за млади и спорт се соочуваат со големи проблеми околу реализирањето на истиот, затоа што правните субјекти, односно потенцијалните спонзори, не се доволно информирани и кај нив постои скептицизам во врска со начинот и постапката за неговата реализација. Според пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата, единствено решение е да се врати старото законско решение, кое што даваше одлични резултати и понатаму во дебата и разговори со спортските федерации да се работи на овозможување на уште подобри услови и изнаоѓање на начини како спортот во Република Македонија поквалитетно да добива финансиска сигурност, бидејќи тоа е единствениот начин за негов развој. Ви благодарам.